Силно сакав да останам, ке останев, но сватив дека не те заслужувам. Те молам, не плачи, во овој миг заборави. Сакине беше специфичен вокал на македонската сцена, која јавноста ја запозна преку музичкото шоу М2. Потоа беше дел и од групата Fourplay, заедно со Магдалена, Изабела и Нина. По кратката музичка кариера во женската група Fourplay, Сакине се повлече од јавноста и стана секси инструкторка по зумба. Иако поминаа речиси 15 на години, се уште ги паметиме нивните песни, а таа остана запаметена по хитот "Не суди со очи". И после толку години, Сакине реши повторно да и се посвети на музиката и да се врати на македонската музичка сцена. Сакине во ексклузив. Сакине, најпрво да се заблагодарам што ја прифати оваа наша покана да учествуваш во нашата емисија, да се појавиш и да зборуваш прв пат после колку време? Па не знам, еве кога почнав со М2 беше пред 15 години точно. Некоја година, нели, бевме популарни, бевме присутни во ТВ медиумите, и еве после 13 години да ги речеме, повторно имам нешто што да кажам, да. Ви благодарам на поканата сега. Кажи ми, дали се во контакт со останатите девојки, тука се нели Нина Јанева, Магдалена Цветковска и Изабела, дали со некоја од нив можеби уште комуницираш, се дружиш, пиете кафе, одете на ручеци? Така, со Изабела се немаме видено долго време, немаме информации каде се наоѓа. Изабела беше од Кавадарци. Така, мислам дека не живее во државава. Се надевам дека кај да е добро е. Со Магдалена исто така се немам видено долго време, меѓутоа комуницираме преку социјални мрежи, роден ден, едно друго, такви работи се честитаме. Со Нина знаеме чат пат да се видиме, знам да ја отидам на свирка и да уживам, затоа што нели позната е по добрите свирки. Денес причината зашто нели сме на ова кафе, на ова интервју е затоа што Сакине има многу добра причина за тоа, а тоа е сама ќе се каже. Секако да. Изминатата година, да речам, заедно со Гаврило Миловановиќ, работевме на музика, работевме на албум, спремавме песни и дојдовме до момент каде што имаме веќе солиден материјал кој што сакаме да го представиме. Конкретно во овој случај се работи за една песна, New Beginning. Имаме една готова песна и сакавме да ја промовираме. Сакине, со кој се работуваш на овој проект во вторник што ќе го видиме, нели, не е обична промоција, туку е малку повеќе од тоа. Кој се учествува во тоа? Како што кажав, значи со Гаврило Миловановиќ ја делиме музиката, односно он прави музика и аранжман на музика, а јас правам текст и аранжман на вокал. За фотографската изложба е задолжен Тимотеј Милевски. Во оваа прилика би ја поздравила и Даријана, која што е модел на фотографијата. Понатаму за танцот и за актерскиот перформанс е задолжена Теја Беговска, а за режија на настанот е задолжена Сузана Алсалфини. Така, имаме и оркестар кој не придружува на сцената. И тоа е тоа во суштина. Кога е промоцијата на сето ова? Промоцијата ќе се случува во вторник, со почеток од 20 часот во кино Просина во МКЦ. Настанот е од некомерцијална природа, односно влезот е слободен. Дали ова е новиот почеток на Сакине и ќе гледаме се почесто на македонската естрада или можеби не? Секако дека ова е нов почеток за мене, така нели и се вика песната, инспирирана е нели од потребата за нов почеток. Сакине, ти благодарам за овој интервју, се гледаме на твојата промоција и ти посакувам многу среќа во оно што ќе правиш во иднина. Ти благодарам на поканата, драго ми беше што гостував.